Дека проектот Учиме да пливаме, во кој се опфатени повеќе од 1000 првачиња од општина Аеродром. Утрово разговарам со градоначалникот на општината Тимчо Муцунски и директорката на Основното општинско училиште Лазо Ангеловски Магдалена Петарска. Добро утро. Директорка, ќе започнеме со вас. Тука се дел од вашите ученици. Ова е втора фаза од проектот. Успешно помина првата, задоволни и учениците и нивните родители. Така, добро утро што еднаш од мене. Значи да, јас како директор на општинското основно училиште, кое е воедно и најголемо училиште на територијата на општина Аеродром, можам да изразам само еден огромен позитивен став за целокупниот проект. Заинтересираноста кај учениците расте од ден на ден, од час на час и веќе може да се види еден голем напредок од она првото полугодие до денес. Навистина тие се многу посамостојни во пливањето, во самите подготовки и проектот всушност го подигна на едно повисоко ниво целокупниот развој на учениците, не само психофизичкиот, моторниот развој, меѓутоа тука и другарството, помагањето, да се качат заедно во автобус, па да си помогнат при пресоблекувањето, подготовката за начасот и така натака. Задоволството е огромно од проектот. Општина Аеродром секогаш дава поддршка на младите, така го поддржи овој проект. Идејата за овој проект на почетокот во делот на реализацијата имавме, искрено ќе ви кажам, мала воздржаност, односно колку ќе биде успешна реализацијата. Но морам да кажам благодарение на одличниот тим на Sky Wellness, но и благодарение на одличниот ангажман на наставниците по физичко образование во сите основни училишта. Имаме еден многу успешен проект. Заради огромниот успех и позитивните реакции кои што ги добиеме како од училишта, така и од родителите, тој ќе продолжи да се имплементира и во следните учебни години, што значи сите родители кои што запишуваат детенце во прво оделение во општина Аеродром треба да знаат дека нивното детенце во следната година ќе биде дел од оваа програма, а исто така оваа програма ги опфаќа и сите дечиња со попреченост кои што се дел од основните училишта во општина Аеродром, што значи успешен проект кој што сметаме дека да навистина придонесува и ние го направивме наш буџетски приоритет, тој целосно да биде имплементиран во текот на целата учебна година и во следните години. Градоначалник се размислува ли можеби проектот да се прошири во повисоките оделенија, затоа што нели тука се фатени само првачињата, меѓутоа веќе од второ оделение дечињата исто така сакаат да пливат и да се вклучат во овој проект. Има два аспекти кои што се многу значени. Првиот е финансискиот, но и тој да се надмине, вториот ни е просторниот. И затоа ние бидејќи многу од реакциите ги добиваме дечињата се второ, трето, четврто оделение исто сакаат да учествуваат во тој проект. Веќе почнуваме во првична фаза на размислување сме за општината да добие свој затворен базен. Значи сега треба, веќе кога гледаме дека проектот е успешен, добива позитивен фидбек, мора да изградиме наша собствена инфраструктура. Навистина жално е општина Аеродром како најголема општина на територија на градот Скопје до сега да немала свој базен, така да тоа ќе биде следната значајна фаза да може овој проект целосно да биде интегриран со сите оделенија во основното образование. Директорке, бидејќи сте во постојна комуникација со родителите, со дечињата, што велат тие? Задоволни ли се, сакаат ли да доаѓаат да пливаат? Така да, како што каже градоначалникот, на почетокот постоеше така една неизвестност помеѓу родителите и учениците како ќе се одвива целиот проект, бидејќи возраста е многу мала, тоа се на возраст од 5,5 до 6 години. Меѓутоа, како траја часовите, позитивниот став се повеќе се зголемуваше, затоа што учениците пред се доаѓаат овде срекни, а уште посрекни се враќаат во својата секојдневие. Родителите воочија дека учениците со овој проект покрај тоа што ќе научат да пливаат, нели го добиваат и тој оној самостален дел во своите подготовки и се доста позитивни. Еве, тенденцијата истото е она како што и вие рековте, сакаат да се продолжи од второ оделение натака, затоа што навистина проектот е нешто најдобро што може му се случило на општина Аеродром во последните години. Во проектот се вклучени лиценцирани тренери кои што се разбира своето знаење го пренесуваат на немладите, особено важно за развој на децата. Многу е битно се тоа да се прави на еден професионален аспект, бидејќи ова е спорт каде што огромно внимание треба да се даде и на безбедноста на дечињата. И од таа гледна точка ќе повторам како ангажираните лиценцирани тренери од Sky Wellness, така и нашите наставнички по физичко образование, сите помагаат во текот на оваа прва учебна година проектот да се одвива на најдобар возможен начин и најдобро говори за тоа задоволството пред се кој што го имаат родителите, а и самите дечиња. Недостасуваат ли можеби повеќе вакви активности на учениците од општина Аеродром?
Ние работиме максимално колку што можеме во вакви предизвикувачки периоди да вложуваме во делот на основното образование. И тука примерен ангажманот и комуникацијата кој што постојано ние како општина, нашиот сектор за образование ги има со директорите. Вложувањето во инфраструктурата, вложувањето во спортската инфраструктура во дворовите на основните училишта. Проект кој што продолжуваме и од следната учебна година да го имплементираме е проектот Таблет за секој дете. Практично на сите дечиња кои што влегуваат во четврто одделение да им обезбедиме таблет, како што влегуваат во процесот на дигитализација на образованието. Така да се што можеме во рамките на нашите можности во еден период кој што е од финансиска гледна точка за секоја општина турбулентен, ќе го превземаме бидејќи нема нешто позначено од младите генерации кои што стануваат иднина за многу брзо време. Од спортски активности што недостасува во основното општинско училиште Лазар Ангеловски? Па навистина имаме многу. Еве сега веќе почнуваме во Зародиш еден нов проект мечување, кој што навистина и тој предизвика еден голем интерес, затоа што е нешто ново, нешто невообичаено на овие простори, значи да се изучува и мечувањето. Потоа имаме литање со дрон, значи опфатени се многу работи, можеби еве не недостасува куглањето. Еве имаме спортски центар кој што навистина со градоначалникот сме во големо размислување да додадеме уште некои активности таму, стрелаштво можеби. Има многу активности кои што може да се опфатат, меѓутоа навистина се вложува многу во спортот, во физичкиот развој на учениците, во спортскиот дух, ферплей играта во сите училишта на територијата на аеродром, нели со поддршка на градоначалникот и општината. Мислам дека најмногу досега се израдува учениците на оној надпревар во шах, кој што неодамна се одржа на ниво на општина Аеродром. Како сте вие задоволен како градоначалник? Имаше многу пријавени ученици и некако сите сакаат да дојдат до некое место. Но тоа исто беше во тој спортскиот центар Марко Божиновски, кој што е управуван од страна на основното училиште Лазар Ангеловски. Беше задоволство да се виде толку многу насмеани лица. Една од позитивните работи е што шахот почнува да се имплементира веќе и во образовниот процес од оваа учебна година, што сметаме дека е многу значено за развојот на децата, така да таков тип на проекти, сите спортски клубови кои што работат со ваков тип на проекти, општината со своите можности, со своите ресурси ќе продолжи да ги поддржува во следниот период. Општина Аеродром е општина во која живеат може највеќе младо население, многу дечиња, на што ќе се насочите во наредниот период, ќе има ли повеќе спортски игралишта, повеќе паркови? Дефинитивно ние сме една од тие општини кои што по резултатот од последниот попис растат во население. Додека за жал во некои општини во Македонија се празнат градинките, се празнат училиштата, кај нас податоците говорат дека и ние имаме потреби од зголемени капацитети во градинки, зголемени капацитети во училишта. И затоа од таа гледна точка наша примарна цел инвестиција во нови градинки, доградување на училиштата. Предходната година имавме одредени резултати, отворена целосно нова градинка. Сега наскоро почнуваме и со новите инфраструктурни вложувања од таа гледна точка, но исто така и спортската инфраструктура. Во следните недели ќе презентираме целосно уредување на дворот од гледна точка на спортската инфраструктура во дворот на основното училиште Љубен Лапе, нови места за спортска рекреација, еден таков мултифункционален комплекс веќе се работи, го најавме предходната недела на улица Островска во Лисиче, ново спортско игралиште во близина на спортскиот центар Јане Сандовски, така да ние тековно работиме прво на одржување на постоечката инфраструктура, но нема да има година во која што ќе нема барем некое ново вложување на повеќе локации, рамноправно распределено ширум општината во нови објекти и нова инфраструктура. Спортот до секогаш бил број 1 во општина Аеродром. Ви благодарам многу на одвоеното време. Како што видите и градоначалникот, проектот продолжува и виднина, се гледаме за вака убави работи. Благодарам.